Почитувани гледачи, почнуваме со урбаните вести. Останете со нас. Отворена нова терпезарија во прифатилиштето за бездомници во Момин поток. Од денеска може да се аплицира за субвенции за електрични тротинети и велосипеди. 19% од младите пробале психоактивни супстанции. Во топлите летни денови нема подобра релаксација од ладно кафе и добра книга. Во пунктот за бездомни лица во Момин поток денеска беше пуштена во употреба комплетно опремена нова просторија која бездомните лица ќе користат како терпезарија. Оваа просторија ќе може да ја користат 40 бездомни лица. Во рамките на пунктот и прифатилиштето за бездомни лица во Момин поток денеска беше пуштена во употреба комплетно опремена нова просторија што ќе се користи како трапезарија која зафаќа простор од 200 метри квадратни и истата ќе може да ја користат 40 бездомни лица. Градот Скопје за оваа намена од буџетот издвои 1,5 милион денари. Прифатилиштето е опремено со кревети, тоалети, чајна кујна и други неопходни средства за функционирање на пунктот со што ќе може целосно да одговори на потребите на овие лица. Сместувачкиот капацитет на прифатилиштето минатата година беше зголемен од 16 на 32 кревета. Во текот на работната недела пунктот е отворен во понеделниците кога бездомниците добиваат хигиенски услуги и секој петок кога добиваат и чисти алишта, лекарски преглед и неопходни лекарства, разговор и совети од психолог, оброк и топол напиток. Градот Скопје и Црвениот крст на град Скопје интензивно соработуваат во изминатиот период. Наша цел е да овозможиме колку толку достоинствени услови и можност за ресоциализација на бездомните лица, особено ако се имало предвид дека внатре во трпезаријата и кујната кој што денес ги отвараме ќе работат социјално загрозени лица, родители на деца со посебни потреби и сличен вид на социјални категории за надоместок со крајна цел да на тој начин го подобриме животот или животните услови и во тие семејства. Овој центар како таков, меѓу другото, во зимно време служи да го намалуваме загадувањето во смисол дека бездомните лица ни се згрижени од дека и не се тие кои што ги палат дивите огнови низ градот, така што оваа соработка јас очекувам дека ќе остане на ова и ќе идеме и на повисоко ниво со Црвениот крст на град Скопје, се со цел да на секого во нашето општество му дадеме фер шанса, реална шанса да може некои пропусти што ги има направено во животот да ги едноставно да ги рехабилитира и да стане активен и користен член во општеството. Градоначалникот Чилегов додаде дека пунктот за бездомници на Црвениот крст на градот Скопје е отворен во 2008 година, а градот во континуитет финансиски го поддржува функционирањето на прифатилиштето. Изминативе 2 години интензивно се вложува во подобрувањето на квалитетот на услугите за нормално функционирање на пунктот и прифатилиштето. Секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска истакна дека поддршката на град Скопје е многу значајна, бидејќи помошта која што ја дава им го олеснува животот на бездомните лица. Од денеска граѓаните на Скопје може да аплицираат за добивање субвенции за електрични тротинети и велосипеди. Со овие повици ќе се надоместат дел од средствата за набавка за тротинет до 30% од вредноста, но не повеќе од 7.000 денари, и за велосипед до 50% од вредноста, но не повеќе од 3.000 денари. Јавните повици ќе траат до исцрпување на предвидените средства, но не подоцна од 30 ноември. Градот Скопје денеска распиша 2 јавни повика. Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување електрични тротинети во 2019 и јавен повик за купување велосипеди во 2019. Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување електричен тротинет во 2019 година ги опфаќа сите граѓани на град Скопје кои ќе купат нов електричен тротинет од 1 јануари 2019 година се до исцрпување на буџетот наменет за јавниот повик или не подоцна до 30 ноември оваа година. Со јавниот повик се предвидува град Скопје да надомести дел од средствата за набавка во износ од 30% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 7.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен.
Со вториот јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување велосипеди се предвидени субвенции за граѓаните кои имаат купено нови велосипеди од 27 мај и ќе трае се до исцрпување на буџетот наменет за јавниот повик или не подоцна од 30 ноември. Средствата што градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход, а јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен. За учество на јавните повици, барателот до град Скопје треба да достави барање за субвенција за купување на еден електричен тротинет или велосипед. Барањето може да се подигне во архивата на град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на градот skopje.gov.mk. Доказ за жителство во град Скопје со доставување копија на важечка лична карта на барателот, фотокопија од трансакциска сметка на барателот, изјава дека барателот досега нема искористена субвенција од град Скопје, оригинал фискална сметка издадена од Македонија, со датум од 1.1. за тротинет и од 27 мај за велосипед, па се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 30 ноември. Од град Скопје информираат дека едно лице може да поднесе само барање за добивање на доместок за еден електричен тротинет и велосипед и заедно со потребната документација да се доставуваат до соодветната комисија преку архивата на град Скопје секој работен ден од 9 до 15 часот. За тоа кои се случувањата, актуелностите на станите и сервисните информации од градот не информира колешката Андријана. Во рамките на урбаните вести денеска ве информираме за сервисните информации, културните случувања и актуелните настани во Скопје. Акција за изнесување на кабаст отпад од опожарените станови на семејствата од зградата на улицата Народни херои и транспортирање до Дрисла спроведе вчера општина Киселавода во соработка со Комунална хигиена Скопје. Од опожарените станови се изфрлени изгорениот материјал, врати, мебел и така натаму, со што биле изнесени 4 камиони кабаст отпад. Се апелира до сите граѓани и на општина Киселавода, како и во другите општини од градот Скопје, превентивно да ја проверуваат исправноста на електричната инсталација и да ја санираат истата доколку има потреба, како и да стекнат навика за контрола и исклучување на електричните апарати кои не се користат и доколку во случај нема никој дома. Општина Центар информира дека за непол месец откако е најавен проектот Цел центар на 2 тркала, 175 жители на општината веќе аплицирале и ги искористиле субвенциите за купување на велосипед. Со тоа квотата за субвенционирање на велосипеди е веќе исполнета, но остануваат средствата за субвенционирање на електрични тротинети. Условите за субвенционирање се следни. Секој полнолетен жител на општина Центар кој ќе купи електричен тротинет може да достави барање за поврат на средства, односно субвенции во висина од 30% во вредност на тротинетот, но не повеќе од 3000 денари. Потребни документи за аплицирање се копија од лична карта, копија од трансакциска сметка и оригинална фискална сметка со сметкопотврда или фактура за купениот тротинет, а правото на субвенција е еднократно. Барањата за субвенции за тротинети заедно со комплетната документација се доставуваат во архивата на општина Центар, а во предвид ќе бидат земени сите сметки направени до 30 мај. За сите дополнителни информации граѓаните можат да се обратат на телефонскиот број 3203 600. Вечерашниот концерт на контратенорот Бојан Булатовиќ и пијанистката Драгана Димиќ од Србија во рамки на Скопско лето од технички причини ќе се одржи во Музејот на македонската борба наместо во Даут Пашин Амам, соопшти организаторот. На концертната програма се делата од композиторите Рахманинов, Римски-Корсаков, Ѓорѓевиќ, Жебљан, Фере, Хан, Лобос. Почетокот на концертот е во истиот термин 20 часот и 30 минути, а влезот за посетители е слободен. Продолжуваме понатаму со следната информација. По фантастичниот прв концерт Њу погоди, кој го проследија илјадници влюбеници во музиката од најразлични генерации, следува премиерна изведба на вториот концерт во рамки на циклусот Филхармонија на отворено.
Сабота, со почеток во 21 часот во градскиот парк, премиерно ќе прозвучи концертот насловен Љубов и револуција, на кој публиката ќе има можност да ги чуе најпопуларните песни од поп, рок и панк музиката кои претежно ги одбележаа 90-тите години. Песните ќе бидат изведени под диригентската палка на Џијан Емин, заедно со оркестарот на Филхармонија ќе настапи и хорот Про Арс, чиј диригент е Сашо Татарчевски, кој ќе биде главен носител на проектот. И овој концерт, како и првиот, представува уникатна идеја во смисла на тоа ваков тип на концерти да бидат изведени од страна на симфониски оркестар и хор, што е ретка практика и во светот. И двата концерта се реализираат во соработка со Младинскиот културен центар и градот Скопје. Министерството за здравство соопшти дека сите заинтересирани медицински сестри кои имаат интерес да бидат ангажирани и да работат во службите на патронажната дејност да се пријават до 30 јуни со доставување писмо за интерес до Министерството. Согласно Законот за здравствената заштита, како што се наведува, на јавниот повик може да се пријават сите заинтересирани медицински сестри со завршено средно, вишо или високо образование во траење од 3 години, пробна работа и положен стручен испит. Работата во траење од 6 месеци ќе се спроведува во јавните здравствени установи, здравствени домови и општи болници со поширока дејност. Како што соопшти од Министерството, оваа мерка се спроведува со цел зајакнување на службите за патронажна дејност во рамки на здравствените домови и општите болници со поширока дејност. Заради планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа, утре без електрична енергија ќе останат делови од општините Бутел, Ѓорче Петров, Аеродром, Киселавода и Сопиште. Во периодот од 8 часот до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Радишанска во близина на река Серава, улиците 46, 48, 50, 52 и околината, патот за село Љубанци и околината на игралиштето Радишани во општина Бутел. Прекин во снабдувањето со електрична енергија во периодот од 9 до 14 часот ќе имаат корисниците од дел од улиците 20 и 22 во село Волково, општина Ѓорче Петров, а во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот корисниците од малите броеви на подулиците од 1 до 30 на дел од улицата Тодор Чангов во населба Лисиче во општина Аеродром. Без струја во периодот од 9 до 11 часот и 30 минути корисниците од дел од улица Марко Цепенко во општина Киселавода, во периодот од 9:30 до 13 часот и 30 минути корисниците од дел од село Патишка река и викендиците во Патишка река и фирмата ПЦЦ Хидродоел Скопје во општина Сопиште. И за крај ја имаме временската состојба. Управата за хидрометеоролошки работи за утре најавува слично време како денеска, предпладне сончево со мала до умерена облачност, а попладне нестабилно со порен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со појава на град, а ќе дува и умерен ветер од североисточен правец. Во следните денови, според Управата за хидрометеоролошки работи, ќе следува период на стабилно и сончево време, в петок и за време на викендот со умерен до засилен северен ветер. Од Сдруженијето ХОПС, опции за здрав живот, вела дека 19% од младите пробале психоактивни супстанци, и тоа на возраст од 15 до 24 години, а има и деца на возраст од 10 години кои пробале психоактивни супстанци, но за жал нема каде да се лекуваат. Речиси 9% од граѓаните пробале нелегални дроги во текот на животот, а тоа го сторили 19% од младите на возраст од 15 до 24 години. Околу 1,1% од граѓаните пробале опоидни дроги, а околу 6800 ги употребуваат со инјектирање. Има деца на возраст од 10 години кои пробале психоактивни супстанции, но најважно е што тие нема каде да се лекуваат. Од Сдруженијето ХОПС, опции за здрав
живот, истакнуваа дека се уште нема решение за дислоцирање на Центарот за лекување зависности, што се наоѓа во Киселавода, иако Министерството за здравство пред извесен период најави дека проблемот ќе биде решен за 6 месеци. Во меѓувреме посочуваат, имаше одредени обиди за дислокација на Центарот во друга населба, но бизнис секторот на таа локација се спротистави на незиниот избор. Од ХОПС ги поздравија иницијативите кои се однесуваат на тоа дека пристапот до лекување за опијатна зависност е без листи на чекање. Велат дека и покрај тоа што лекувањето е достапно во 10 градови, сепак на многу локации луѓето треба да патуваат и по неколку часа за да си го подигнат лекот. Околу 1800 луѓе во државава се лекуваат од болести на зависност, што споредено со проценетата бројка на луѓе кои употребуваат дроги, представува 1/3 од оние кои имаат потреба за лекување, што е под европскиот просек. Потенцираат дека недостатокот на психосоцијална поддршка, рехабилитација и ресоциализација најмногу се должи на недоволниот кадар со стручна подготовка за да одговори на потребите на голем број пациенти. Овие фактори придонесуваат за низок квалитет на лекување. ХОПС веќе 5 години е дел од кампањата "Поддржи, не казнувај", чиј фокус годинава е проблемот со лекувањето на зависности. Во топлите летни денови на плажа или дома нема подобра релаксација од ладно кафе и добра книга. Научно е докажано дека читањето книги ги намалува тегобите и стресот за 60% и им овозможува на луѓето барем накратко да заборават на своите проблеми. Во последно време се повеќе се зголемува бројот на читателската публика во Македонија, како постарата, така и помладата. За разлика од минатото кога во книжарниците се бараа исклучиво странски автори, изминативе години ситуацијата е променета во корист на македонските автори. Според издавачката куќа Матица Македонска, најпродавани домашни автори на последниот заем на книга се Блаже Миневски и Тура Попова, додека пак во издавачката куќа Антолог најпродавани и најбарани наслови автори се Фредик Бекман, Животната приказна на Надија Мурад, Совршената дадилка, италијанскиот писател Алесандро Барико и неговиот најнов роман Младата сопруга. А за најмладите читатели, книгите Мојата откачена мамичка, Животот на Лота и Нерешено. Интересот за купување книги сепак е најголем на почетокот на летните месеци кога се бара полесна литература за на плажа. Во топлите летни денови на плажа или дома нема подобра релаксација од ладно кафе и добра книга. Научно е докажано дека читањето книги ги намалува тегобите и стресот за 60% и им овозможува на луѓето барем накратко да заборават на своите проблеми. Изборот на добра книга за лежерно летно читање воопшто не е едноставна работа, особено во услови на богата издавачка понуда, па затоа речиси сите издавачки куќи прават посебна понуда на летни хитови. Лична забелешка на издавачките куќи е впечатокот дека колку повеќе луѓето имаат секојдневни проблеми, толку повеќе спасот го бараат во книгите, како начин да се избега од реалноста. Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност од Скопје во рамки на својата годишна програма реализира истражувачки анкети од сферата на образованието, едукацијата, културата и уметноста. Најновата анкета за тоа што читаат граѓаните на Македонија се спроведе низ библиотеките во земјава. Анкетата ги опфати и најпопуларните жанрови, а според одговорите предничат љубовните романи за деца, тинејџерски, стручни, за возрастни, крими, психолошки книги, трилери и книги за самопомош. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, а УВ индексот ќе изнесува 9. Во Скопје утре температурата ќе достигне 33 степени. В петок ќе се движи од 14 до 32 степена. Сабота од 12 до 29 и недела од 10 до 27 степени. Со временската прогноза ги завршуваме денешните урбани вести. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.